Добар, убав и среќен ден, драги наши гледачи. Верувам дека ве наоѓам во добро здравје, здрави, живи пред малите екрани, можеби со некоја шолјичка кафенце, чајче, со комшии, со пријатели. Си го чекате рецептот на денот. Вкусот на традицијата ви упатува еден голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково, кој што се наоѓа во непосредна близина на градот Скопје, на само 20 минути од центарот. Овде може да дојдете да уживате едноставно, затоа што овдека ќе ви се наситат сите чувства, се што ви е потребно. Природа, чист воздух, вкусна храна, убав амбиент и околина, нешто прекрасно. Така и ние се уживаме со екипата на Вкусот на традицијата, имаме добра енергија тука. И како што знаете, како што ви кажувам, дека Вкусот на традицијата сега ги прати постите до Великден и затоа почесто во следните емисии ќе емитуваме рецепти постни, здрави, вкусни и едноставно со намирници кои што ги имате, да кажеме, почесто дома. А денеска ќе ви направам една постна салата со црвена леќа и компир. Ова салата, гледам, доста често е присутна на социјалните мрежи и заменува дури и оброк. Значи, можете да ја направите во големи количини и да имате 3-4 дена за јадење. Значи, нема да имате никаков проблем да стои во ладилникот во посебен сат, само кога сакате земете се и тоа е тоа. За ова рецепта вас ќе ви бидат потребни половина кесичка црвена леќа. Јас како правам? Ќе ја сварам леќата, пола ќе искористам за манџа, а пола ќе тргнам за салата. Така да имаме, например, 3-4 чини од половина леќа, половина кесичка, 400, некаде и се по 500 грама. Значи, не едно варење да биде, за неа не треба многу, дури ни 10 минути. Ако е претходно попарена со топла вода и 5 минути и се доволни. Околу 300 грама варен компир. А вие ако правите поголема количина, ставете една кесичка леќа и 1 килограм варен компир на коцки, кој што потоа може уште повеќе да го насечкаме. Понатаму, ќе ви треба една главица кромит, кој што малку ќе ја пропржиме на масло, затоа ни треба и обично масло. Ќе ни треба сок од 1 лимон, цеден лимон, сок. 2 везени пиперки, кои што може да бидат лути. Триена сол, една лажичка мед, малку, не со врв полна, туку една кафена лажичка мед. Малку магданос, од прилика околу 1/3 од китката, 4 до 5 супени лажици паста или крем од патлиџан, од домат или пире од домат. Понатаму, ќе ви треба маслиново масло. Маслиново масло, едно 150 мл, сигурно ќе ви треба. Малку сол, малку буковец, бибер по вкус, малку лук и нане од кесичка за чај. Ете тоа е тоа. Па да преминеме на работа. Најпрвин што ќе направам? На обичното масло, малку треба само кромитчето да се запрши. Значи не се става во оваа салата жив кромидот, туку малку потпршен. Ете така. Да си фати една убава боичка, да омекне, да добие стаклест изглед кромидот. Така, и тука ќе ставам биберче малку, бибер, сол и малку буковец. Ова салата трпи бибер, да ви кажам. И малку на врвот на лажичката и буковец. И сол. Така. А потоа ќе додадеме уште сол.
Сега ова, нека си се пржи, да не му ја мислиме. Додека тоа се пропржува, јас ќе ги подготвам другите работи. Прво што ќе направам, ќе го подготвам сосот. Значи, маслиновото масло, во маслиновото масло 1 децилитар и половина ќе додадам сок од лимон, малку мекче. А заборавив во потребните состојки да кажам дека ќе ви треба и една супена лажица сем. Ви се случува, нели, и вие нешто ќе направите и на крај ќе ви текне, леле, заборив тоа да ставам. И мене ми се случува тоа. Значи ќе ставам мед. Така. Па може би ќе го земам, ова ќе ми биде поголемко. Така. Така. Сега ќе ставам една супена лажица семф, само не догоре полна. Така. Сега ова внимателно ќе го промешам, а за триената сол би ви рекла дека по потреба во оваа салата би ја ставила, затоа што има многу други зачини, но затоа што лично јас ја сакам многу триената сол, затоа ќе ја ставам. Сега убаво ова ќе го измешам и ќе го ставам сокот од лимон. Така. Ете така, лимонот овозможува, сокот од лимон овозможува полесно да се соединат сите состојки, значи маслиновото масло, сокот од лимон и семфот, и тука исто така ќе додадам сол, што треба да ја насоли салатата. Така. Добро. Дома верувам дека нема семејство што нема компир, што нема леќа, што нема лукче, везено пиперче, лимон, маслиново масло, сите имаме дома. Навидум изгледа дека е комплицирана салатата, но не. Еве ние кога пазаруваме, нели, знаеме да си купиме кесичка со леќа, да си имаме кесичка со ориз, шекер, брашно, така, затоа што леќата во секојдневната исхрана и во нашата кујна си ја користиме. Ете така. И сега тука ќе го ставам нането од една кесичка чај. Така. Еве кромичето си се пржи. Одлично. Еве го сосот за салатата. Тој е веќе подготвен и ќе чека на ред, затоа што на крај ќе му дојде редот. Малку лукче. Леќата ја истурам во садот, каде што ја правам салатата. Таа само сварена, премиена со студена вода и седена. Ете така. Ете, треба само малку да омекне, значи. Малку да омекне. И тука ќе го ставам компирчето сварено, па малку пропрженко и малку од везената пиперка. Овие се големи, една е доволно. Ако ви се помали, тогаш ставете две.
Како замириса убаво. Такова не ќе сечкање, туку сака вака, на рака. Дробење. Сега ќе го ставам и компирот. И толку е. Само малку да го фати маслото и на самиот крај ќе го ставам и лукчето, да не е живо во салатата. Него малку само да се потврши. Тоа комплет ќе го промени вкусот на салатата. Комплет, значи. Ете така, супер е. Сега го додавам лукчето. Ете, доста му е. Како замирисете. Сето ова така да го ставевте, немаше да го има овој мирис. Ајде, сега го префрлам во садот. До тука е баш како рестован компир, нели, кога се прави со пржен кромит и варен компир. Одлично. Ајде така. И овие да ги кренам настрана. Добро. Сега промешувам. Сега ќе ставам малку доматно пире, да го закисели малку. Така. И сега ќе го додадам и макдоносот. Значи, ова на вистина може да ви замени еден цел оброк, да знаете. И најдобра е оваа салата кога ќе отстои барем 1 час. Компирот и леќата да примат од сето тоа што им стави. Сега ќе додадам малку триена сол. Не се може без ова. Така. Сега ќе го додадам и сосот. Ете така. И тоа кога ќе отстои, кога ќе прими се, нема да можете да престанете да јадете, испробано е, да ви кажам, дома го направив. Значи, еве тоа се тие подзаборавени салати, меѓутоа малку осовременети, нели, со додавањето на сенфот, на маслиновото масло. Но нема да ја ставате во фрижидер, туку на собна температура. Сега ќе го покријам садот и ќе го оставам 1 час да отстои. Но морам претходно да пробам, да видам дали е доволно солена. Ненормално е добра. Ао! Леле, богатство на вкусови. Богатство. Лимонот, сенфот, медот, со нането, чуда има направено, чуда.
салатата е подготвена, мислам дека е доволно сол, уште еднаш да пробам. Леле, освежителна, убава. Ова е навистина празнична салата ова за мене. Таков вкус. Одам сега во кујната, ќе го покријам земјениот сад, ќе го оставам да отстои сето ова внатре најмалку 1 час и потоа ќе го послушам, ќе го сервирам. Ќе видам која комбинација би можело со сето ова да ми оди. Баш една убава како празнична трпеза да си направим. Се гледаме. Драги наши пријатели, сега е време да си уживаме со ова прекрасна салата од леќа и од компири посна. Ете, така убаво си отстоја. Многу е важно да отстои. И леќата уште повеќе ќе набабри. Ќе го прими сокот од сите течности што ги стави. Еве, гледајте. Колку многу ставив и маслинов зејтин, и лимонов сок и така натаму, а леќата уште повеќе набабри. Компирчето си прими, прженото кромиче. Лудило. Леле, колку е добра. Позади камерите сите чекаат вака со вилушките да пробаат салатата. Еве ви ветувам веднаш, готово. Да одјавам емисијата и седнуваме сите да јадеме. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија и знаете како велат. Мене не може никој да ме разочара, туку само може очите да ми ги отвори. На здравје, се гледаме, останете здрави и живи.